Kao što знаете, по на иницијатива која излезе на социјалните мрежи во врска со дисперзијата или преселувањето на дел од зависниците од Центарот за зависности во кисела вода. Информирани сте, претходно имаше таков обид да се однесат нели во Маđари во Триангла. Еве гледаме денеска од пред некој ден дека наводно е некој компромис да се преселат овде во поликлиника Ене Сандански, ова што е зад нас. Протестот е еден вид реакција на луѓето кои живеат тука во околните згради, меѓутоа и малку пошироко. Во однос на тоа дека поликлиника Ене Сандански нема адекватни услови за да ги прими тие луѓе кои што треба да се дисперзираат од Центарот за зависници во кисела вода. Одма да потенцирам за да не биде сватено погрешно, овие луѓе не се тука против луѓето кои собрале храброст да се лечат од зависности, претежно конкретно од дрогата, и нема ништо и тие луѓе нема ништо против тие луѓе, и тие луѓе апсолутно го имаат своето право да го добијат својот третман. Меѓутоа не на ваков начин, бидејќи вака не се решава проблемот со Центарот за зависности во кисела вода. Напротив, се создава малку поголем проблем, бидејќи гледате оваа поликлиника во која има матични лекари, во која има педијатар, каде што деца примаат вакцини, каде што зад оваа поликлиника имате детска градинка која мислам дека има најголем капацитет во градот за прием на деца. Имате уште една веднаш зад неја, имате основно училиште на 50 метри од оваа поликлиника. Како што може да видите околу колку е густо населен овој дел, така што тој проблем кој го има луѓето во кисела вода, кој апсолутно ги оправдувам, со наоѓање шприцеви расфрлани секаде околу Центарот за зависности, никој не гарантира дека тоа истото нема се случува и тука. А ви велам, има градинка која со најголем капацитет во Скопје веднаш до поликлиника Ене Сандански. Кој утре тоа ќе гарантира дека нема се случува истото и дека тие деца секој ден нема се соочуваат со истите проблеми и со наоѓање шприцови по тревата. Така да мислам дека тука не се решаваат проблемите, напротив, ќе повторам уште еднаш, се создава нов поголем проблем, сакајќи да се реши еден, се создава поголем. И мислам дека таа теорија да се дисперзира за секоја општина да ги собере своите зависници, мислам дека не држи вода, затоа што тоа не е сепак Центар за зависности. Не мислам дека не е нешто каде што може да дојдете да се пријавите, да земете терапија, да си одите. Мислам дека е малку покомплицирана ситуацијата и дека треба да се решава систематски, наместо да вака да се бараат адхок решенија кои повторно ќе создаваат поголеми проблеми. И мислам дека овие луѓе нема да го дозволат тоа, затоа што гледате дека овде има стварно голем број деца во оваа населба, каде што има многу нови згради, нови станови, каде што има многу млади брачни парови, посебно со мали деца. И ќе повторам, најголем проблем се двете градинки и едно основно училиште кое е во радиус од 5-60 метра околу поликлиниката. На оваа локација постојат две градинки во радиус од 200 метра, постојат две основни училишта, постои пензионерски дом, црква, згради, едно 30 изградени сега, во кои главно млади деца се доселени, а во паркчето кај црквата што е, ние и до денеска сме наоѓале инјекции, шприцери од овие што се дрогираат. Така да, ова е навистина една бомба фрлена во аеродром, во едно од најнаселените места, мислам во Скопје, во овој момент. Добро, како мислите вие како граѓанин дека може да се реши проблемот, бидејќи сепак зависниците имаат право на третман? Прво и основно, ние не сме против зависниците и против нивното лечење. Дај Боже да се излечат, нема да имаме вакви проблеми. Меѓутоа, тоа не се решава во центар на град, се решава на периферија. Наместо да се градеа објекти кои што ништо не значат, пластика и така натаму, можеше да се направат неколку домови низ Скопје и низ Република Македонија, кај што има потреба од тоа, со многу помала инвестиции, со многу помирен начин можеше да се реши овој проблем кој сега навистина создава големи тешкоти на граѓаните кои овде живеат. Пред се не заради мене, јас сум возрастен човек, меѓутоа имаме тука сите имаме мали деца, ви реков, градинки, основни училишта и така натаму. Значи овој протест е со цел да го искажеме нашиот револт према одлуката на министерот за здравство
Венко Филипче што ја донесе зависниците од септември да примаат тука терапија во поликлиниката Јане Сандански. Зошто сметате дека не треба да доаѓаат? Па сметаме, бидејќи ние живееме на 50 метри од поликлиниката Јане Сандански. Имам 2 малолетни деца кои учат во основното училиште Љубен Лапе, кои секојдневно поминуваат од тука. И мислиме дека би биле нападнати од зависниците. Бидејќи кога сум била како пациент на клиника, сум имала прилика да видам како земаат терапија на 50 метри, како бараат пари и како се дрогираат со шприцеви и со игли. И мислам дека тоа не е соодветно во населба која што е со многу луѓе, со мали деца, значи да се донесе тука. Значи треба да се најде соодветно место, не викам не. Значи тие се нечии деца. Значи греото што западнале во таква ситуација, ама може да се најде место соодветно каде што нема народ. Што би било за вас соодветно место или решение? Бидејќи имавме протести во Газибева и го рече се сите општини каде што не се. Па соодветно ми било, например, каде што нема население. Општина Аеродром е голема општина, значи тука спаја Драчево, Лисиче. Значи има негде каде што нема населено место да се изградат 3 простории е проблем. Значи за 3 простории не е проблем да се изградат каде што нема луѓе. Например, еве ке Вардар, ке мостот Близнаци, таму покрај Вардар има дел каде што има фирми, нема население. Значи може таму да се направат 3 простории. Значи 3 простории може да се направат за 3 месеци. Како што може една зграда од 100 стана за 6 месеци да се изгради, за 3 простории не е проблем. Сметаме дека одлуката на Министерството за здравство е во најмала рака скандалозна, заради тоа што објективно проблемот во кисела вода ќе биде решен, меѓутоа тој ќе се префрли на други 3 места. Бараме како жители пред све на општината да се промени оваа одлука во интерес на жителите. Вие и самите сте сведоци дека во непосредна близина на поликлиниката Јане Сандански имаме детски игралишта, градинки, 2 училишта, така да тоа секојдневие што го има сега во кисела вода, каде што наркозависниците ја примаат својата терапија, не сакаме да се префрли во нашата општина. Апелираме до Министерството да ја повлече оваа одлука и да најде соодветно решение за овие луѓе, а да не биде тоа на штета на жителите на нашата општина. Благодарам. Решение бидејќи во секоја општина имаше на некој начин да жителите, еве што би било? Па видете, решението треба да го најде министерот. Јас не би можел да кажам кое би било тоа решение, дали тоа ќе го прават преку ќе се организираат на друг начин во новиот клинички центар кој што е треба да се гради, дали таму ќе го практично ќе го преместат овој центар за наркозависници, за примање терапија за наркозависници, или пак на местата каде што живеат тие луѓе ќе организираат превоз. Не би можел да кажам, тоа се зависи од можностите на Министерството. Меѓутоа, факт е дека мора да се најде соодветно решение кое што нема да биде на штета на жителите. Јас сум сигурен дека ова решение не е во ред и граѓаните не се задоволни. Дали бил збориле барем при време? Па мислам дека нема расположение од граѓаните. Мислам дека ако се обстои на оваа одлука, во моментот дека масовноста ќе се зголемува од ден на ден. Така да еден апел до министерот да ја промени одлуката. Благодарам.